Продолжи судењето за четворицата турски државјани кои се сомничат дека помагале во извршување на кривично дело убиство на плоштадот во Штип. Денеска првоосомничениот Кадир Кара, кој впрочем го призна делото, беше во својство на сведок. Во своето обраќање истакна дека не се познавал со двајца од сега обвинетите, додека со другите двајца се знаел. На 8 мај годинава од Скопје тргнале кон Штип за да јадат, а при тоа Кадир отишол на кафе. По настанот исконтактирал со сега обвинетите лица и тргнале назад кон Скопје, но без да им каже што се случило. Пред наплатна рампа Миладиновци се стимнал од возилото и почнал да трча, но тврди дека останатите обвинети не знаеле за она што се случило во кафе-барот на плоштадот во Штип. Одбраната очекува судот да донесе ослободителна пресуда. Сведоци со тоа што го користевме и прво обвинетиот во својство на сведок, кој јасно си кажа дека ниту има план, ниту имало план, ниту имало некаква организација за сторувањето на кривичното дело кој им се става на товар. Со тоа сметаме дека одбраната ќе го докаже неоснованоста на обвинението според врз основа на тоа што останатите обвинети се теретат и сметаме дека ќе имаме добра разрешница на оваа постапка со тоа што нели останатите кривични дела, останатите осомничени, поточно обвинети, не се сторители на кривичното дело кој се става на товар, со фактот дека прво обвинетиот го призна делото и си јасно изјави дека ниту имало план, ниту имало организација за сторувањето на кривичното дело. Инаку Кадир Кара го призна делото убиство и заработи казна затвор од 17 години. Тој на 8 мај годинава во угостителски објект на плоштадот Слобода во Штип со огнено оружје уби друг турски државјанин.